17 јуни 2018 година. За некои најлошиот датум во историјата на Македонија. 4 години подоцна не стивнуваат критиките за Преспанскиот договор, посебно од истакнатите активисти кои уште тогаш организираа масовен отпор кон најавените уставни промени. За писателот Ефтим Клетников од Македонски манифест, Преспанскиот договор е смртоносен по македонскиот идентитет, по името на државава, но и по македонската историја. Најстрашното нешто што може да му се случи на еден народ идентитетската смрт. А кај нас неа ја доведоа со ликвидација на името. Што значи тоа Северна Македонија? Тоа значи дека македонци ние веќе не сме ни Македонија, ни македонци. Македонија и македонци се по Преспанскиот договор грците. Идентитетската смрт значи укинување на меморијата на еден народ. Клетников, кој гостуваше во емисијата Што не е јасно, вели дека Преспанскиот договор не донесе ништо за Македонија, а народот сето тоа го прифатил без многу противење. Тоа е, ја го цитирам, тоа е примерот со Македонија, како јагне го одведоа цел народ на колењи и глас не пушти. Немаше отпор никаков. А требаше и восстание да се крене. Еднаш да се каже јасно дека она што се случи сега тешко се враќа. Преспанскиот договор кај Клетников бил инспирација тој да напише неколку книги на оваа тема, меѓу кои и Погреб во Преспа, символична порака за, како што вели, предавството што го направиле властите со потпишувањето на Преспанскиот договор. Тој беше еден од поддржувачите на масовниот отпор кон уставните промени и референдумот во 2018 година пред промената на уставното име. Здруженијата повикуваа на обединетост против, како што тврдеа, неуставниот и противзаконски Преспански договор, а во здруженијата се приклучуваа професори, интелектуалци, уметници, политичари.